Благодарам, подпредседателке, почитувани колеги и колешки, почитувана колешка Локаревска. На крајот се осврнавте на она што е практично тема на дневен ред, а тоа е предлог законското решение. Оваа измена не е случајна. Оваа влада во својот реформски акцијски план интервенира на сите можни начини во секоја една сфера, а ние како законодавен дом секако не сме како во минатите искуства само гласачка машина, туку и представуваме мотор кој, како што веќе и кажа колегата Стојановски, заедно со извршната власт се обидуваме да најдеме подобри решенија како би можело легално во системот да овозможиме работите да функционираат и да има прогрес. Ќе се согласам со вас дека булингот е една сериозна тема која што го опфаќа поширокиот спектар на прашања во образовниот систем. И можам да ви набројам стотици изјави на родители кои очајно бараат помош да биде превенирано насилството врз нивните деца, да се поттикнат одредени кадри во образовните институции, а и раководителите да превенираат или да спречат вербално или физичко насилство кое ќе се согласиме сите се поприсутно во општеството и ќе се согласиме дека воспитно-образовниот процес не доаѓа само во рамките на училиштата, туку тој почнува од реаѓањето и од самиот дом и од родителите, старателите, оние кои ги се грижат и ги воспитуваат децата, и тие деца и како и нивните родители, старатели имаат одговорност која што ќе мора да почнат посериозно да разбираат за да се спречат немили настани, и тоа не го сметам како знак на слабост, ниту како репресивна мерка, туку напротив, секој еден од нас кој што се соочил со такво лично искуство ќе ви каже дека оваа мерка е само предупредувачка, а дека во посериозни држави истата има и посериозна големина и во однос на тоа и други санкции. Па ќе ве потсетам и во еден друг режим, кога навистина имаше и казнено-поправни домови каде деликвентите и насилниците беа после неколку предупредувања веднаш дистрибуирани таму, исклучувани од училиштата, им беше понатаму животот сосема поинако насочен, поради тоа што насилството и се она што се случува и агресијата, а тука на сето ќе ја надоврзам и навистина агресивната партизација во образованието допринесе квалитативните и квантитативните мерки да бидат секогаш измешани едните со другите. Во некоја друга прилика малку и попрецизно и пошироко. Ви благодарам. Контра реплика пратени